Председателот на Собранието Африм Гаши денеска ја потпиша одлуката за распишување предвремени избори за градоначалник на општина Брвеница, кои ќе се одржат на 18 октомври. Со ова и официјално започнуваат подготовките за спроведување на изборниот процес, кој треба да биде организиран во согласно со законските рокови и прописи. По потпишувањето на одлуката Гаши изрази очекување Државната изборна комисија, Општинската изборна комисија во Брвеница, како и сите останати надлежни институции да ги преземат сите неопходни активности за организирање и спроведување на изборите на професионален, непристрасен и транспарентен начин. Тој нагласи дека изборниот процес мора да се одвива со целосно почитување на законите, изборните процедури и демократските стандарди, со што ќе се обезбедат фер и кредибилни избори, ќе се зајакне довербата на граѓаните во институциите. Во својата порака до политичките партии и кандидатите и учесниците во изборната трка, Гаши повика кампањата да се води достоинствено и одговорно, со фокус на програмите, проектите и визијата за развој на општина Брвеница. Тој истакна дека политичката конкуренција треба да се темели на аргументи, идеи и конкретни решенија за подобар живот на граѓаните, не на говор што потикнува подолби или активности што може да ја нарушат довербата во демократскиот процес. Председателот на Собранието упати апел и до граѓаните на Брвеница активно да учествуваат на изборите и да го искористат своето демократско право на глас. Гаши изрази уверување дека предстојните предвремени локални избори ќе поминат во демократска атмосфера и ќе ја потврдат зрелоста на институциите и граѓаните. Онколошките пациенти повторно предупредуваат на сериозни проблеми во здравствениот систем, посочувајќи дека доцнењето на дел од терапиите и нефункционалноста на единствениот државен ПЕТ-КТ скенер го доведуваат во прашање континуитетот на нивното лекување. Пациентските здруженија алармираат дека дел од пациентите веќе се соочуваат со прекини во терапијата, што според нив може да има сериозни последици врз здравствената состојба на заболените. Дополнителен проблем представува тоа што единствениот државен скенер повторно не е во функција. Според сведоштвата на пациентите, апаратот со месеци не работел. Иако накратко бил повторно пуштен во употреба, снимањата повторно биле прекинати. Поради тоа голем број пациенти се принудени неопходните дијагностички испитувања да ги извршуваат во приватни здравствени установи или во странство. Цената за едно ПЕТ-КТ снимање за приватниот сектор или надвор од државата достигнува околу 1300 евра, што за многу семејства представува сериозен финансиски товар. Пациентските организации потсетуваат дека Државниот завод за ревизија и претходно препорача набавка на втор апарат, со цел да се намалат листите на чекање и да се обезбеди непречен континуитет во дијагностиката. Од Здруженијето Хемаонко бараат надежните институции да утврдат каде застануваат снабдувањата со лекови, која сноси одговорноста за нив. Оттаму предупредуваат дека доколку состојбата не се подобри и доколку не се обезбеди редовна терапија за пациентите, протестите ќе продолжат. А во меѓувреме од клиниката за радиотерапија и онкологија информираат дека неголемиот дел од потребните лекови веќе се обезбедени, додека преостанатите количини се очекува да пристигнат во текот на оваа недела. Како причини за застојот ги наведуваат зголемената потрошувачка на лекови и зголемениот број пациенти, периодот меѓу две јавни набавки, како и делумниот недостиг кај дистрибутерите. Канцеларијата на Народниот правобранител отвори предмет по сопствена иницијатива за загадувањето на водата за пиење во Гостивар, откако повеќе од 4000 граѓани побараа лекарска помош поради симптоми на труење и кожни инфекции. Целта на постапката е да се утврдат околностите што довеле до нарушување на правото на граѓаните на безбедна и здравствено исправна вода за пиење. Во рамки на постапката, Народниот правобранител побарал информации од Институтот за јавно здравје, Општина Гостивар, јавното претпријатие Комуналец и Центарот за јавно здравје. Од институцијата информираат дека добиле писмени одговори, но тие не ги содржат сите потребни информации за целосно расветлување на случајот. Добиени се писмени информации од нивна страна, но не се целосни бидејќи не ги содржат сите релевантни податоци и околности во врска со проблемот со загадувањето на водата. Од тие причини Народниот правобранител ќе се обрати до други надлежни институции со цел да се добијат конкретни информации, соопшти од Канцеларијата на Народниот правобранител. Оттаму најавуваат дека постапката ќе продолжи се до целосно утврдување на фактите и евентуалните пропусти на надлежните институции во справувањето со случајот. Во меѓувреме, загадувањето на водата во Гостивар е предмет и на истрага на јавното обвинителство. Во рамки на истражната постапка определен притвор за директорката на јавното претпријатие Комуналец и за двајца раководители во претпријатието.
Министерството за здравство информира дека пациентите кои го користат лекот Фостер повторно ќе можат да го подигнуваат од аптеките без дополнителна доплата. Одлуката следува по известувањето од компанијата носител на одобрението за ставање на лекот во промет, која направила промени со цел да се подобри достапноста на терапијата за пациентите. Според Министерството, почнувајќи од овој месец, осигурениците ќе го добиваат лекот со плаќање само на законски утврдената партиципација за рецепт без дополнителни трошоци. Истата промена ќе се применува за другите лекови што ги содржат истите активни компоненти и се користат во третманот. Истата промена ќе се применува и за другите лекови што ги содржат истите активни компоненти и се користат во третманот на хроничната обструктивна белодробна болест, со што се очекува да се олесни пристапот до неопходната терапија за поголем број пациенти. Од Министерството за здравство посочуваат дека и понатаму работат на мерки за подобрување на достапноста на лековите и намалување на финансискиот товар за граѓаните. Одлуката е дел од заложбите за унапредување на пристапот до здравствена заштита и обезбедување поквалитетна и подостапна терапија за пациентите со хронични заболувања. Нови детали излегуваат на виделина за вооружениот напад во училиште на периферијата на Банкок, каде што ученик, според тајландската полиција, најпрво ги убил своите баба и дедо во нивниот дом, а потоа се упатил кон училиштето и отворил оган. Според истрагата, напаѓачот испукал 26 куршуми. На местото на настанот полицијата пронашла уште 34 неискористени куршуми. Мотивите за нападот засега не се познати. Надлежните институции продолжуваат со истрагата за да ги утврдат причините што довеле до трагедијата. Министерката за здравство на Тајланд Патана Промпат соопшти дека во нападот се повредени 22 лица, од кои 9 се наоѓаат во критична состојба. Дел од повредените се здобиле со повреди, додека во паника се обидувале да го напуштат училиштето по почетокот на покањето. Бројот на жртви се менуваше во текот на денот поради различните информации што ги објавуваа надлежните институции. Полицијата првично соопшти дека во нападот загинале 6 лица, додека заменик министерот за внатрешни работи подоцна изјави дека животот го загубиле 5 наставници и самиот напаѓач. Според најновите официјални информации што ги соопшти портпаролот на тајландската полиција, во нападот загинале 7 лица. Надлежните продолжуваат со увидот на истрагата, додека земјата е потресена од една од најтешките трагедии што се случиле во образовната установа во последниве години. Јапонските власти наредија евакуација на стотици илјади жители во југозападниот дел на земјата поради приближувањето на тајфунот Делфин, кој носи силни ветрови, обилни врнежи од дожд и високи морски бранови. Поради невремето откажани се повеќе од 500 летови, дел од индустриското производство е привремено запрено. Наредба за евакуација е издадена за речиси 260.000 жители во областите Кагошима и Окинава, каде што се очекува директното влијание на тајфунот. Во меѓувреме, јапонскиот автомобилски производител Toyota го прекина производството во 9 своји фабрики како превентивна мерка поради очекуваните неповолни временски услови. Според Јапонската метеоролошка агенција се очекува тајфунот да ја задржи својата сила додека се приближува кон Окинава, што значително го зголемува ризикот од штети врз објекти и инфраструктура. Надлежните предупредуваат дека силните ветрови би можеле да оштетат или урнат згради, електрични столбови и други конструкции. Метеоролозите предупредуваат и на можност од формирање линеарен појас на врнежи, тесна зона со исклучително интензивен дожд и гремежи која може да предизвика нагли поплави, свлечишта и излевање на реките во погодените подрачја. Невремето веќе го зафати голем дел од Кјушу, најјужниот од 4 главни јапонски острови. Особено погодена е префектурата Кумамото, која се уште се опоравува од силниот земјотрес со јачина од 7,1 степени според Рихтеровата скала што ја погоди минатата недела. Според официјалните податоци, околу 6700 жители на Кумамото и понатаму се сместени во евакуациски центри, откако голем број домови беа уништени или сериозно оштетени во земјотресот. Времето утре ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност, информира Управата за хидрометеоролошки работи. Според прогнозата, во поголемиот дел од денот ќе преовладува стабилно и топло време, додека во попладневните часови во одделни региони се очекува краткотрајна нестабилност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, кој долж поврдаријата повремено ќе се засилува. Метеоролозите најавуваат дека локално ќе има развој на нестабилна облачност, проследена со краткотраен порен дожд и ретки грмежи.
Во главниот град ќе преовладува сончево и многу топло време со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурите ќе останат високи во текот на денот. Од УКМР препорачуваат граѓаните да бидат внимателни поради високите дневни температури, доколку престојуваат на отворено да избегнуваат директна изложеност на сонце во најтоплиот дел од денот, како и да внесуваат доволно течности.